ова издание. Ковид ќе ја прекине традицијата на многу постари американци да волонтираат на изборите. Њујорк изгуби 67 милиони туристи за една година. Нов проект за посета на рестораните на отворено треба да го спаси угостителството. Смртта на многу афроамериканци како последица на полициска бруталност го промени фокусот кон полициската обука и образование. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Постарите американци кои што вообичаено волонтираат во избирачките одбори, оваа година ќе останат дома поради ковид. Ова ќе се одрази и на излезноста на изборите, но и на избирачките одбори кои зависат од волонтерите. 65 годишната Елизабет Сланта од Арлингтон, Вирџинија волонтираше во избирачките места во последните 3 децени. Тоа е нејзина семена традиција. Нејзината мајка исто така помагала на изборите. Откако се пензионирала во 2011-та, Сланта со нетрпение очекувала повторно да волонтира во ноември, се додека не се тестирала позитивно на COVID-19 во март. Ми беше диагностициран коронавирус на 14 март. Единствено каде можев да имам контакти со многу луѓе беше на гласачките места. Сланта 3 долги недели се борела со болеста. Уште вели ги чувствува последиците, не го повратила чувството за мирис и изгубила дел од косата. Затоа решила да абстинира годинава од волонтирање на изборите. Мислам дека сопругата на председателот на избирачкиот одбор е имунокомпромитирана и неговата мајка живее со нив. Затоа му испратив порака за последните избори. Нема да волонтирам, не сметај на мене. А тој ми одговори: и јас мислам дека нема да работам заради ситуацијата. Кога Сланта волонтирала на примарните избори во март, се уште немаше строги заштитни мерки. Маските за лице на јавни места на затворено не беа задолжителни, а социјалното дистанцирање не се сваќаше сериозно. Но ситуацијата е променета, вели Емили Лансен, која планира да волонтира во ноември. Општината ни обезбеди маски, визири за лице, поставија плексиглас, така што има и бариера меѓу нас и гласачот. Сепак, Ланслам е малку загрижена. Волонтира во најголемото избирачко место во Арлингтон, каде се регистрирани над 6000 лица. Но решена е да помине низ тоа. На крајот на криштата, некој мора да работи, вели таа. Според податоците на изборната комисија на САД во 2018-та, околу 58% од лицата во избирачките одбори биле постари од 60 години. Тоа е најризичната возрастна група за време на пандемијата на коронавирус. Може да биде незгодно на изборите во ноември ако нема доволно помлади волонтери, вели Рајан Пиренунзи од Центарот за фер избори. Во 2016 година, според изборната комисија, беа потребни над 900.000 луѓе во избирачките одбори за одржување на изборите низ целата земја. И значителен дел од нив биле постари од 60 години. Компаниите за вработување посегнуваат по студентите, но експертите велат дека не е лесно да се убедат младите американци да работат во избирачките одбори, што обично трае 12 часа на ден со многу одговорност и стрес. Затоа се платени 14 до 15 долари на час. Надежта е дека тоа може да мотивира дел од младите невработени студенти. Кинескиот кварт во Њујорк се обидува да ја врати старата динамика на работење. Рестораните пополека ги враќаат своите муштерии. Росита Ли е собственичка на ресторан во кинеското соседство во Њујорк 13 години. Во март таа го затвори ресторанот на 3 месеци како последица на пандемијата. Сега, иако повторно го отвори бизнисот, таа размислува за евентуално трајно затворање. Мислев да го затворам ресторанот во јуни. Беше многу тешко откако повторно го отворивме. Според Организацијата за унапредување на бизнисот во кинескиот кварт, сега работат само 100 од околу 300 ресторани во овој дел од Њујорк. Њујорк изгуби 67 милиони туристи за една година. Порано имаше 300.000 луѓе кои работаа во околните ресторани. Сепак, новиот проект Dine Out New York полека го враќа животот во еден од најстарите кинески квартови во државата. Се работи за бесплатен проект на архитектонската фирма Rockwell Group, која создаде услови граѓаните да можат да јадат на отворено веднаш покрај улиците.
Овие покриени тераси имаат капацитет за 120 луѓе и нудат опции за социјално дистанцирање. Ова е првата добра вест по повеќе месеци. Тоа е морален поттик. Многу ресторани имаат корист од овој проект, како што граѓаните доаѓаат и уживаат во нивните специјалитети. Джим Лим, која ја отвори незината продавница во јуни, вели дека бизнисот во голема мера е вратен. Многу луѓе се раздвижија наоколу, ќе земат и неколку пити откако ќе го завршат ручекот. Сепак, Росита Ли вели дека се уште има ограничувања. Поради пандемијата, таа може да дозволи во ресторанот само 18 луѓе наместо 50 како порано. Се надевам дека ќе биде подобро. Го работам ова повеќе од една деценија и моите вработени се одлични. Ќе работам се додека може да се поднесат загубите. Затворањето на градот, пандемијата, дискриминацијата на кинезите, како и протестите црните животи значат, придонеле да се намали бројот на гости во овој кварт. Сепак, Чен верува дека кинескиот кварт во Њу Јорк се покажал отпорен и по трагедии како што се нападите од 11 септември, епидемијата на SARS и ураганот Сенди. Најчесто во САД, за да се биде полицаец, не е потребна универзитетска диплома. Но по смртта на афроамериканецот Џорџ Флојд, се повеќе се обрнува внимание на образованието и обуката на полицајците. Патрис Мелон е полицајка 2 години. Таа верува дека одењето на универзитет на кој се стекнала со диплома по кривично право било од корист. Искуството што го стекнав на коледж ми даде храброст и трпение, понатаму да се справувам со луѓето во заедницата, да зборувам со нив, како и да се обраќам пред јавноста. Смртта на неколку црни мажи и жени како последица на полициска бруталност го фокусираше вниманието во САД кон обуката која ја добиваат полицајците. Истражување од 2017 година открива дека над 80% од полицајците биле обврзани да имаат само диплома за завршено средно образование. Истражување од 2010 година пак покажало дека за 40% е помала веројатноста полицајците кои имаат завршено високо образование да употребат прекумерна сила на работа. But I would venture to say somewhere in the high 90 percentile of our officers come here with a bachelor's degree. Шефот на Мелон е професор на коледж, освен што работи во полиција. College teaches you how to be a critical thinker. Коледжот ве учи како да размислувате критички, да гледате на работите многу подлабоко од она што е очигледно. На тој начин согледувате различни идеи. Знаете дека е особено важно полицијата да не ги дискриминира граѓаните. Коледжот многу помага во тоа. Фар верува дека сите полицајци во САД треба да имаат универзитетска диплома, но тоа не е секогаш лесно. Некои полициски оддели во САД може да обезбедат пари и ресурси за да бидат високообразовни кадри, но за некои тоа е многу тешко. Ситуацијата е многу различна низ државата. Изгледа дека универзитетско образование не играло улога во случајот на Џорџ Флојд, бидејќи тројца од четворицата полицајци обвинети за неговото убиство наводно завршиле коледж. Откако избувнаа протестите по смртта на Флојд, Мелон вели дека забележала промени кај некои луѓе со кои работи. Малку е променето, но излегувате на терен и продолжувате да работите како порано. Треба да ги убедите граѓаните дека вие сте таму за нив и за нивната безбедност. На тој начин ќе ја повратите нивната доверба. Вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Бидете со нас и утре во истото време. Довидување.